Утре на полнок завршува рокот за поднесување на барања за субвенции за земјоделците. Со програмата за директни плаќања во земјоделието и сточарството офатени се производителите на полјоделски и градинарски култури, лозови и овошни насади, одгледувачи на говеда, овци, кози, пчели, свињи, а субвенции се предвидени и за заклани животни во кланица. Од подрачната единица на Министерството за земјоделие во Гостивар преку кризниот штаб во кој членуваат, упатија апел земјоделците да го запазат рокот. Доколку пак им е потребна помош околу аплицирањето, кое се врши по електронски пат, да се обратат во нивната служба. Значи продолжува до 31 јули, продолжува да важи рокот за аплицирање за субвенции за земјоделци. Сите тие земјоделци кои не можат лично да дојдат до подрачното Министерство за земјоделие, може да се обратат по електронски пат за да вработените во подрачното Министерство за земјоделие да аплицираат со нивните податоци. Според податоците од Министерството за земјоделство, досега за субвенции аплицирале 60.350 земјоделци од целата земја. Надлежните очекуваат бројката да се зголеми со оглед дека дел од граѓаните имаат навика да го чекаат последниот ден. Од Министерството нагласуваат дека е важно да се испочитуваат роковите, за да може да се продолжи постапката за обработка на решенијата за исплата на субвенциите. Во сабота пак на 1 август завршува рокот за пријавување за користење на средствата од ИПАР-2 програмата. Оваа мерка е наменета за инвестиции во растително и сточарско производство, преработка и директен маркетинг на сопственото земјоделско производство и за производство на енергија од обновливи извори за сопствена потрошувачка.